Слободно можам да информирам дека некаде втор квартал од оваа година дефинитивно започнуваме со изградба нови стратешки за нас автопат. За да не губиме дополнително време, се донесе одлука автопатската делница да се гради во две фази и тоа. Прва фаза од граничен премин Блаце до Клучката Блаце во должина од околу 2 км и втората фаза од Клучката Блаце до Скопје, поточно Клучката Стенковец во должина од 10,5 км. Паралелно додека се гради првата делница, ќе се работи на препроектирање на втората делница и очекувам сето тоа да тече согласно сите рокови. Сакам да појаснам зошто се врши препроектирање на целата делница. Имено на целата траса се соочивме со проблеми кои се однесуваат на експроприацијата на земјиштето и со основниот проект за изградба. Утврдени беа следните состојби. Потребно е да се изврши препроектирање заради потреба од изместување на делови од трасата од основниот проект, и ова треба да се направи бидејќи на предвидените траси со стариот проект појавени се индустријските капацитети и новоформираните гробишта. Проектот за тунели не ги исполнува тековните меѓународни стандарди за вентилација и системи за заштита од пожар и евакуација и заради тоа е потребно препроектирање. Не се извршени детални геотехнички истражувања со постојниот проект. Со оглед на топографијата и бројот на тунели и објекти на автопатот, препорака од консултантите да се направат детални геотехнички истражувања во рамките на новиот проект. Ова се предизвици кои оваа година ќе бидат надминати. Спомнав и претходно. Првата фаза ќе започнеме оваа година, втората фаза ќе започне на почетокот на 2020 година. И во тој дел, директорот на јавното предпријатие за државни патишта ќе даде поголеми детајли. Ние цврсто стоиме на ставот дека овој проект е од регионално значење и каков таков ќе биде реализиран. Покрај овој проект, слободно можам да кажам, во моментов дека се реализира најголемиот инвестицијски циклус во Република Македонија во градење на делот на патната инфраструктура кој што изнесува над 1 милијарда евра. И благодарам.